На барање на премиерот Христијан Мицкоски, Министерството за финансија донело одлуката за стопирање на исплатата на парите од ИПАРД. Причината била да се истражат сите злоупотреби, бидејќи има сомнежи дека не се случувале само сега, туку и претходно. На прашањето дали Европската Унија ги блокирала парите од ИПАРД, премиерот вели дека не се блокирани, туку напротив. Акцијата е поздравена како позитивна од страна на Европската комисија. Да, јас тоа го побарав затоа што мораме да видиме докаде одат злоупотребите, затоа што првичните информации велат дека не е тоа само од сега, туку и наназад е правено. Така што свеќе истражиме. Свеќе истражиме и секој кој што мисли дека така ќе помине се лаже. Има да одговараат сите од прв до последен, кој сака нека. Од СДСМ пак велат, штетите врз земјоделците се огромни по суспензијата на ИПАРД. Бараат власта да ги објави бројките и да го разреши Трипуновски. Велат ваквите суспензии може да траат 2 до 3 години, а прашање е дали воопшто ИПАРД програмата по ваков скандал ќе продолжи. Откако скандалот кој го најави СДСМ се потврди, денес е време власта да почне да одговара на клучните прашања кои ги засегаат и земјоделците и јавноста, но и време е конечно да видиме оставка од Трипуновски кој избегнува одговорност пред јавноста. Јавноста и граѓаните треба да знаат дека ИПАРД средствата кои се сега суспендирани се доделуваат како 50% грант за земјоделците, а 50% тие самите обезбедуваат за секој проект. Од Канцеларијата на Европската Унија во земјава со одговор дека Европската комисија побарала дополнителни информации од нашите институции и како што велат ја задржуваат можноста да преземат превентивни мерки за заштита на финансиските интереси на Европската Унија. Ја поздравуваме одлуката на националните институции да ги суспендираат сите исплати од ИПАРД-3, додека не се разјаснат околностите. Со оглед на тоа дека во моментов во тек е истрага, не би можеле да дадеме дополнителни коментари. Очекуваме институциите од Северна Македонија да постапат со целосна сериозност по ова прашање. ЕУ останува посветена на обезбедување поддршка за фармерите, земјоделството и руралните области, доколку средствата од ЕУ се обезбедени соодветно. Инаку актуелниот директор на платежната агенција Илија Стоилов беше фатен како прима подкуп од 400 евра. Тоа било првата рата од ветените 50.000 евра. Парите му ги понудил поранешниот министер за локална самоуправа и правда Џевдет Насуфи, кој сега е сопственик на агрофирма во Струга. Насуфи се гони за давање подкуп и давање награда за противзаконито влијание. Стоилов е осомничен за примање подкуп. Тие завршија во притвор со уште 2 осомничени, а 5-тата осомничена е во куќен притвор.